Добро вечер и ви благодариме за присуството вечерва. Јас сум Ана Василева, тоа е Румена Божаровска, ние сме Пич Прич и заедно со овие 6 прекрасни важни жени, наши гостинки вечерва, ќе се обидеме да ја продолжиме традицијата на женската устна историја. Како што знаете, Пич Прич е иницијатива за раскажување женски приказни. Нашата цел првично е да ги ставиме во фокус приказните на жените, кои што обично се во дефокус. Обично се ставани под тепих или воопшто не доаѓаат ни до израз посебно во историјата на човештвото. Така што ние се обидуваме да ги популаризираме и да ги нормализираме женските приказни со тоа што каниме повеќе жени од јавниот простор да раскажат својата приказна. И кога ги каниме им задаваме и тема. Вечерова сме во градот Херој со доста револуционерно подалечно минато и со доста скандалозна и контроверзна понова историја, може да се каже. И поради тоа решивме вечерова темата да биде моето место. Оваа тема може да се гледа на неколку начини. Всушност, ние кога ја задаваме темата, им ја даваме слободата на нашите раскажувачки да имаат асоциација на таа тема. Една можност за како да се погледа оваа тема е од родов аспект, во однос на тоа каде е местото на жената. Традиционално се гледа на тоа дека местото на жената е во кујната или пак дека местото на жената е во домот. Ние сакаме малку да го расклинкаме ова денеска. Исто така зашто бевме инспирирани да зборуваме за ова? Неодамна покренавме иницијатива, уште една иницијатива, сега кажувам, која што гласаше сега кажувам каде не одам, во која што зборувавме за тоа како се чувствува жената во јавниот простор и колку често жените се всушност се чувствуваат небезбедни и колку често се мета на некаков си напад, физички, вербален, сексуален и така натаму. При тоа се воспостави дека жените всушност се чувствуваат многу небезбедни во јавниот простор и дека тие многу често го цензурираат своето движење или имаат низа механизми во однос на тоа како да се справат со заканите кои што потенцијално би ги преживеале. При тоа произлезе и од ова и од еден куп други истражувања дека всушност жената најбезбедно се чувствува во домот. Но доста скандалозно е тоа што едно истражување недавнешно од Обединетите нации покажа дека всушност повеќе од половина од жените бидуваат убиени, тоест фемицидите се случуваат во нивниот сопствен дом и тоа од страна на најчесто од интимен партнер или од роднина, што значи дека домот и баш не е најмалку безбедно место. Има уште еден начин да се гледа оваа тема, а тоа е тој локалниот што пред малку и го споменав. Значи, веле се познат последниве години по некои скандали, а предходно е познат по тоа што успешно успеа да се справи со топилницата, која што го загрозуваше живењето на луѓето тука. Покажаа велешени успеа да ја затворат и да си обезбедат некаков живот, здравје и екзистенција. Понатаму во јавноста беше познат со големиот случај на организиран криминал за трговија со дрога, Франкфурт мафија. И кој што беше меѓународен случај, доби голема меѓународна покриеност, нели имаше луѓе кои што разнесуваа дрога на улиците во Виена и на низ градови во Германија, а беа по потекло велешани. И откако произлегува фактите од овој случај, всушност излезе дека покрај неколкуте босови кои што навистина се збогатија од сето ова, 90% од луѓето кои што го работеа тоа всушност обезбедуваа некаква гола екзистенција. За нив дрогата не беше нешто за да се збогатат, туку минималец. И понатаму, не најнеодамна, беше скандалот со лажните вести, во кој што Велес беше прогласен за лабораторија за лажни вести, местото каде што криминални умови успеа да го доведат наводно на власт председателот на САД Доналд Трамп, што повторно на крај се испостави дека всушност главните фигури тука биле некои мохници со наводно руско потекло. Така што сите овие митови, дел митови, дел вистини беа раскринкани, но она што е заедничко за сите што протагонистите беа мажи. И сега, заедно со овие раскажувачки, тука ќе се обидиме да ви раскажеме што се случувало со жените, кои биле женските приказни по позадината на овие настани кои што добивале медиумско внимание. Се разбира, тоа важи за оние кои што се од Велес. Нашата прва раскажувачка не е велешанка, тоа е Калина Малеска. Калина Малеска е професорка на филолошкиот факултет на катедрата за англиски јазик и книжевност,
моја колешка, моја пријателка, жена на која што многу и се воодушевувам. Исто така, Калина е позната во нашата јавност по тоа што е и плодна писателка. Така што прозна. Така што ова беше интересно. Така што Калина би сакала да се извинувам. Повелете. Се извинувам. Калина Малеска, вие сте на ред. Благодарам. Многу често овакви ситуации се случуваат кога жени се во јавен простор. Имавме илустрација. Да. Значи, господине, ве молам, не е ваш просторот, излезете од овде и ве молам, тргнете се, за да не викнеме од безбедување. Чао. Излезете. Веднаш. Не интересирате. Чао. Мрш. Ајде. Јас не сум од Велес, но сум била 2 пати во Велес и сакам да раскажам една приказна за вториот пат кога бев во Велес. Всушност, на што ме асоцираше она кога бев во Велес вториот пат, тоа беше дека ме болеше заб. И сега тоа ме асоцираше на една приказна која што сакам денес да ви ја раскажам, а тоа е за моето место, односно стоматолошката ординација како мое место, бидејќи таму дознав нешто за себе, а и нешто за перцепцијата на жените во општеството преку тие 2 настани кои што ќе ги раскажам. Значи, станува збор за 2 стоматолошки ординации. Првиот пат беше во прво оделение кога бев. Учев во училиштето Коменски тогаш. И таму имаше стоматолошка ординација, од која што јас многу се плашев. Значи, нема одено на забар до тогаш, но дечињата, нели, прво оделение кои што учеа со мене, стално раскажуваа дека таму има 2 забарки, едната е добра, другата е лоша. И така секогаш лошата ја представуваа многу страшно, јас се прашував сега што е работата. Зошто е таа толку страшна, зошто е лоша. Добрата се викаше Клара, тоа го памтам, односно така ми останато во сеќавање, не знам дали навистина така се викала, а лошата не ја запамтив. И сега мене ме заболе забеднаш во прво оделение, одам јас во стоматолошката ординација и цело време си викам во себе, леле само да е Клара, леле само да е Клара, само да е Клара, и влегувам внатре и гледам Клара. И се израдував тука, викам добрата е забарка, значи нема да ме боли. Јас така си го поврзав некако дека добрата забарка, значи дека нема да ме боли забот, додека ми го поправа. И почнува Клара со тие сите машинки да ми ги поправа забите. Јас се разбирам, многу ме боли, си викам во себе се, зошто ја опишаа како добра, мислам што е тука добра, кога всушност исто се фаќа, затоа што забот ме боли. Почнувам да викам, нели, поправање заб, знаете како е. Почнувам да викам, ја мрдам главата, плачам и така, и Клара на крај се изнервира колку и да беше добра и така ми вика, девојче, ајде седи мирна, и другите заби да ме ќе ти ги со машинката ќе ти ги фатам. И јас добро тука се здрвив, се исплашив, нели? И добро таа ми го поправаше забот и така заврши, ми рече за 2 недели повторно да дојдам. Сега во меѓувреме, пред да помина тие 2 недели, се погоди, не се сеќам дали на телевизија или во кино, да го гледам филмот Маратонец. Ништо не памтам од тој филм, значи тогаш го гледав, бев мала, освен една сцена која што ми остави многу впечаток. Значи главниот лик таму нешто некои нацисти го фаќаат и почнуваат да го мачат. И сега еден од начините на мачење му ги вадат забите на живо со клешти. И така и ми изгледаше многу страшно, ама јас тоа па реков ќе го искористам во моја корист. И сега си викам, ќе развијам јас техника, значи секогаш од сега, кога ќе одам на забар, ќе си правам филм, нели, во себе, си правам приказна дека ме фатиле непријателите, нели, и ме мачат нешто за да ми излечат информација, а јас тука демек храбро издржувам, не покажувам болка. И така, демек, ќе издржам на забар и нема да ме боли, на тој начин ќе ја победам болката. И добро, од тогаш натаму почнав да употребувам таа техника, излезе многу успешна, секој што замислував дека ме мачат, јас демек не им кажувам информации, ништо кул сум. И сега следното се случува, да речеме, 20 на години подоцна. Одам јас пак така со расипан зап на кај една стоматолошка ординација, во амбуланта беше,
И во себе си мислам, леле, маратонец, го мислам филмот, како јас ќе издржам, така ќе се замислувам дека нели ме мачат, јас ништо не кажувам. И како што дам на кај ординацијата, значи гледам паркинг имаше пред ординацијата и сега паркингот е како заобиколен со тротоар, ама доста висок, значи не може да се помине со кола преку тротоарот и само на едно место има влез. И баш на тоа место еден джип паркиран. Значи, точно целото место го имаше зафатено и не може никој да помине. Сега гледам луѓе со коли сакаат да влезат на паркингот, никако не можат, свират, никој не реагира и се видоа, не видоа, луѓево си се паркираат на друго место. Јас си викам во себе, кој е овој вака што се паркира демек тука? Ништо добро. Влегувам во ординацијата и таму многу луѓе имаше. И седнувам јас до мене, еден човек нешто си врти некое списание, други луѓе исто чекаат тука и тој како што врти списание, одеднаш застанува и му вика на тој човекот од другата страна до него што седеше, вика: "Еј, абе, види, демек има напис за филмот Маратонец. Ти текнува ли на тој филм, нели го гледавме демек како млади?" Вика: "Абе, баш пред некој ден се даваше на телевизија, демек го изгледав цел пак." И тој човекот до него му вика: "Абе, јас демек сакав да го гледам, видов дека е на телевизија, го пушти", вика, "ама почнав да го гледам и на жена ми беше досаден и демек моравме да го тргнам." И се овој човекот што седи до мене вика: "Да, бе, да, демек жени, ве, кај се разбираат од филмови, демек сакаат нешто љубовни, романтични филмови, сигурно не го знаат Маратонец, демек ни една жена." Вика: "Еве, ако сакаш ќе пробаме се тука во ординација, ќе ги прашаме жените, што се, ќе видиш никој не го знае Маратонец." И ми се врти на мене, ми вика: "Девојче, филмот Маратонец го знаеш ли кој е?" И јас го гледам се, као демек навредена, не му одговарам, викам, ништо не му реков, демек почна другите да ги прашува, демек дали сте го гледале Маратонец. И сега јас не ги слушам што одговараат, бидејќи во исто време гледам низ прозорецот како почнуваат луѓе и од внатре што се паркирани да свират на джипот, бидејќи им го спречува патот. Излегуваат од коли, викаат: "Демек, абе, кој е овој идиот, демек што се паркирал, вака не можеме да излеземе", па имаше некој вика: "Ме чека детето во градинка", значи луѓе со разни приказни, нели не може да излезат. Јас тука се нервирам, го гледам тоа, овој човек си прашува за Маратонец и јас сега демек да пробам на фин начин да не е од тука некој джипот. И викам, си извинувам, да не е на некого од вас джипот? И тој вика: "Да, мое." И јас го гледам, викам, се, демек пак на фин начин, да не го навредам. Викам, па дека гледам некако не може да излезат луѓето, ако сакате да го препаркирате, демек да не им сметате, боже ми, ја требаше да му кажам. Тој вика: "Јас сум демек на ред сега да одам на Забар, ми дојдеме на редот, као не можам сега да одам." И сега јас стојам, се чудам, се добро што да се прави, се мислам, ама од друга страна па се нервирам, почнав да се вознемирувам, луѓево не можат да си отидат. И ништо, тој продолжува си разговара со другите, одеднашка се врти и вика: "Ту да имаш едно решо демек и гезве, па некој девојче да ни направи кафе или чај, нешто додека чекаме тука." И јас сега пак го гледам, се мислам што да правам, ги гледам другите чекаат. Ништо, сега стојам и се двоумам сега дали да кажам нешто за джипот, дали да кажам нешто за да искоментирам нешто за кафето, нели? И додека се мислам, нели, обично така додека сме во дилема, па нешто најбесмислено ќе кажеме и се тоа мене ми се случи и јас викам: "Еве, јас ќе направам кафе, ако ми ги дадеш клучевите, јас да го тргнам джипот." Тој онака најладнокрвно вика: "Добро, може." И да ме ги вади клучевите. Јас некако не го очекував тоа и така се најдов во небрано, затоа што не знам колку имав тогаш, 25-6 дали имав, значи тогаш отприлики имав положено скоро за кола. И ја има возено само таа колата на која што учев да возам, значи на джип не ми паѓаше на памет, мислам да возам. Тука малку изблефирав всушност, бидејќи очекував дека тој ќе рече: "Ај, добро, јас ќе ја преместам." Кој ќе му речам така, ама тој ми ги дава клучевите. И сега си викам, ама може па и не е негов джипот, можда па сосема други клучеви ми дава, друга кола има. И сега пак се мислам што да правам, си викам сега више кога почнав, ајде, ќе продолжам, ги земам клучевите, излегувам надвор,
Одам на кај джипот, го отварам джипот се отвара, значи тие се клучевите, луѓето од околу нормално изнервирани, ме пцујат, па глупачо, па Камило, па невоспитана, па не знам што. Имаше некој викаат, еве ти реков дека е жена да ме го вози джипов. Ајде, значи се и се што. И се наоѓам у ситуација, свикам, се да им објаснувам дека не е мој джипот, а го отварам со клуча, викам, никој нема да ми верува и така, ај, батали. И добро, го земав, го запалив джипот, успеав да го потргнам од патот доволно за да се отвори простор, значи другите да почнат да излегуваат. И се враќам јас на кај ординацијата, си влегувам внатре и тој ме гледа и ми вика, лом те направја, викам, мене лом ме направија, као на вас се однесуваш, а па и на вас, на вие му се обреќам, нели? И така, на крај кога влегов на Забар, не помислив, уопште не ми падна на памет ни маратонец, ни никакви техники не ми беа потребни, толку бев изнервирана што 1 саат поправење со сите машинки не ги осетив, како 5 секунди ми помина од дењето на Забар. Тоа беше. Благодарност, Калина, за ова извонредна, хумористична и малку трагична дури приказна, што е доста индикативна за нашето секојдневие. Среќаваме по еден маратонец од тој тип со джип. Ми се чини сите барем еднаш дневно. А бога ми, ја толку се изнервирав што сега некој слободно може да забите да ми ги извади потно типов преска. Моите нека проба да ги извади. Ке се помачиме. Но да не излегуваме, значи од темата нашата следна. Да, на Ленче веќе и се средени долната улица. Тука сме забите се доста интересна и неисцрпна тема, може да видиме. А следната наша гостинка е Даница Ивановска-Лепоевич. Таа е родена Велешанка, последниве години живее во Скопје. Инаку е дипломиран психолог, претходно се занимавала доста активно и со археологија. Моментално работи како инструкторка по јога и како консултантка за породување, работа со бремени жени, како консултантка за доење и дула. Односно е единствената моментално дула, тоа е придружничка на породување, која што и помага на жената многу, нешто слично како немедицинска акушерка, да кажам, на некој начин. Единствена е во Македонија што 3 вкупно имаме, од кои што 2 се оцелени. Значи, Даница ни е единствена моментално тука и да, работи како инструкторка по јога и како консултантка, истовремено и поетеса. За себе вели дека има речник на кочијаш. Па ајде сега да видиме. Повели. Ова е веќе предизвик. Со оглед на тоа дека Сонја ми даде аманет, ја гледам мајка и во публика, да го истакнам тој дел. Она требаше да биде вечер висто со нас тука, ама за среќа не живее овде веќе. Така. Ќе се врати. Јас пред кратко имам многу трема, тоа морам да го кажам, секојдневно зборувам пред многу луѓе, ама никогаш вака. И некако имам чувство дека можеби на вашите иницијативи сега кажувам, никогаш не кажав, ама имам чувство дека тоа ќе биде денеска денот. Пред неколку дена во хороскоп си прочитав дека би требало да се конечно да ги пуштам кочниците и да се представам онака како што на вистина сум. Ако има јарци во публика, истото важи за сите вас, а звездите, звездите треба да се слушаат. И така, знам дека е ова усно раскажување, ама јас ќе искористам подсетник на моменти. Јас би сакала прво да ви раскажам една приказна. Еве баш женски. Она со женските приказни не го разбирам до крај, искрено зборувавме за феминизмот. За мене таа разлика меѓу мажи и жени и тие поделби не ми се баш најблиски, затоа што за мене феминизмот е оној кој што вели доволно се залага за автентичност, се залага за права на сите со самото тоа што некој е, а не со тоа што некој е нешто. И таа тенденција често ми има воведувано во многу неприлики кои директно го засегале моето место. Вака, приказната оди некако вака. Си беше едно малечко девојченце и имаше една прекрасна градинка. Градинката беше со зелена трева, со полски цвеќиња во секое ќоше, со јаготки напролет, шумски јаготки кои мириса.
Беше оградена, обиколена со грмушки, шимшир и миризливо нане. Во неа птиците ги свиваа своите гнезда, пејки ги своите најубави песни. Во неа тополите и оревите растеа највисоко и најшироко. Секој ден беше затоплувана од сонцето, секоја ноќ во неа престојуваат звездите. Незе ја опковуваа зимските мразови, ја миеа дождовите, ја сушеа прекрасните свежи ветрови, ја милуваа зраците на месечината која се менуваше. Во оваа градинка, ова малечко девојченце доаѓаше секогаш кога сакаше да биде со себе, секогаш кога беше сама, секогаш кога сакаше да си поигра, да раскаже нешто, да прочита нешто, секогаш кога сакаше да се одмори. Всушност, таму се чувствуваше пријатно, се чувствуваше многу удобно и беше сигурна и беше на свое. И она не доаѓаше таму од време на време. Она всушност живееше таму. За ова девојченце, оваа градинка беше незиното место. И ја чуваше. Ја чуваше секојдневно, ја полеваше, се грижеше за неа. Правеше се што е потребно за градинката да ги има своите циклуси и таа да расте од ден во ден, од година во година заедно со неа. Знаеш и да ја заштити. Ја чуваше од штетници, ја чуваше од натрапници, од сите оние кои мислеа дека може да поминат по незината територија и дека имаат полно право на тоа. Ова девојченце знаеше да застане, да рече не и не може, знаеше да чукне со ногата по земја, да стави рака на колк, знаеше да викне дури, знаеше и да се степа, а по потреба дури и да нападне. Она беше цврсто девојче и порасна во цврста жена. Но проблемот всушност не беше со натрапниците и не беше со видливата агресија, не беше со она што го препознаваме и лесно се препознава како некаква злоба. Проблемот беше со оние лигави, злобни, оние манипулативни, оние кои се кријат позади маската на добродетелство, позади маската на пријателство, оние кои се кријат позади маската на повисоко право. Понекогаш дури позади маската на правото, јас знам повеќе од тебе. Нив не можеше да ги препознае, за нив беше слепа. Не им веруваше на своите инстинкти, кои успеваа да ги препознаат, но она беше за нив слепа и тие доаѓаа често премногу блиску, знаеа да скршат некоја гранка, знаеа да скинат некој цвет, да направат, да роварат по градинката. Често им го отвараше сама патот и тие тука буквално отвараа простор за ерозија. И незината градинка се смалуваше се повеќе и повеќе. Ова е нешто како приказната за Снежана и лошата кралица, каде што Снежана не може да препознае. Не ја препознава кралицата позади маската на стара жена која доаѓа да ги даде најубавите јаболка, најубавите каиши, чешел и така натаму. Се до оден момент кога не се задави со јаболкото. И сега ова не е таа приказна во која што доаѓа принцот и со магичен бакнеж ја буди Снежана и ја оживува, туку она друга верзија која се надевам дека ја знаете, каде што коњот кој го носи стаклениот ковчег со Снежана внатре се спрепнува на патот и поради ударот јаболкото што е заглавено во грлото всушност излегува и Снежана се буди. Така беше и за ова девојче. Во еден момент дојде потресот. Се сретна со смртта. Но таа смрт не беше нејзина смрт, беше туѓа и тоа е добро затоа што ние сите обично кога работите се наши, па дури кога е смртта во прашање, не ги земаме често здраво за готово и го немаат тој ефект врз нас. Смртта беше на блиска личност, смртта беше на инспирација, на еден дел од незиното детство. И кога дојде тој потрес, сега влегуваме во една поинаква приказна, приказната за Снежната кралица, во оној момент кога Кај проплакува и парчето огледало излегува од неговото око, и мразот околу неговото срце се топи и тој почнува повторно да гледа јасно и да сваќа дека замрзнатото езеро околу него не е убаво, туку е пустелија и дека Снежната кралица не му е пријателка. Така и ова девојче се разбуди, сега веќе жена, и погледна околу себе и свати дека има изгубено премногу време и дека голем дел од територијата на незиното место е всушност веќе изгубен. Она што ја преостануваше и што таа свати дека треба да го направи е дека треба да ја земе лопатата в раце и дека треба да почне одново, да почне да копа, да почне да полева, да почне да ја обработува одново земјата и да го менува ликот на таа пустелија која сега е незиното место.
Оно што ти беше многу мачно, беше да се откаже од претходната слика, колку и да беше ужасна. Оно што беше многу тешко, беше да престане да ги прави истите грешки, да ги пушта секој втор кој не треба да биде таму, да помине по територијата на незината градинка. Најмачно и падна тоа што свати дека повеќе не се сеќава на тоа како незиното место изгледало некогаш. А во тој процес, многу тешко и најтешко можеби беше прашањето како сакам сега да изгледа моето место. Но знаеше дека баш и нема некој избор и работата почна. И така. Прашањето за моето место, според мене, е еден многу концепт кој е физички и метафизички на некој начин. Е концепт кој многу лесно еродира. Концепт кој многу лесно може да се сруши. Иако ние мислиме кога се работи за меслото е нешто цврсто. Тоа може би понатаму се скаменува во текот на животот, но на почетокот е нешто многу нежно, многу кревко и многу неприметно се менува, се трансформира. Ова приказна е моја приказна всушност. Верувам дека е приказна и на многу други луѓе. Јас сум родена на едно место. Имам чувство дека се две. Имам живеено, моето чувство е дека се две места, сигурно со два јазика и со многу родослови позади мене. Моето место, уште од самото раѓање, не било прашање на барање, не било прашање на нешто што сега ќе треба да го дефинираме. Мене ми е природено и секогаш сум го доживувала еднакво како и еднакво со јас, немало разлика. Но проблемот беше кај другите. И проблемот дојде отпосле. И сега сваќам всушност, откако се освестив, некако, нема да биде мотивирачки говор, сватив дека овој концепт многу лесно може да се наруши. Може да се наруши, например, по физичка линија, затоа што местото се врзува, за мене се врзува со моето тело, се врзува со градот во кој престојувам, од каде сум родена, се врзува со државата во која сум. Може да се наруши физички, може да се наруши социјално, може да се наруши во односите со другите луѓе. Сите тие работи делуваат на моето место. Например, може да се моето место почна да се распаѓа кога моите другарки во основно деление ми кажаа дека јас не можам да се мерам со нив, затоа што моите родители имаат пари, затоа што јас знам премногу и затоа што премногу време поминувам во мојата друга дома, во Србија. Не сватив и тога што се случува баш, но сватив дека веќе нешто не е во ред со тоа место каде што јас стојам, со нешто јас всушност сум. Следен таков пример во односи во социјалните односи беше кога понатаму па и другата моја дома, таму ми кажа дека јас не припаѓам таму. Кога моите пријатели во Србија буквално ми рекоа, па шта ти Данице тражиш овде? Ниси одавде, ниси сасвим ни из Македонија, шта ти тражиш уствари овде? Ти никад нечеш припадати негде сасвим. Тотално го разниша моето место. Звучи многу едноставна реченица, кажана од 17 годишњакиња, ама моето место веќе беше распаднато. Не знаев од каде сум и не знам каде одам. Понатаму тоа може да биде нарушено по физичка линија. Например, кога еден типац вежбач, некој таму на еден стадион, еднаш ми рече дека може да ми биде мој личен тренер. Јас имав 10 години. Го памтам само чувството на страшна нелагодност и ништо не разбирам. Но више кога се вратив дома и ја раскажав приказната, знаев дека нешто тотално не е во ред. Или кога некој мисли дека има целосно право да ме фати за рака и да ме влече во темницата позади кампот во Ас, а јас имам само 14 години. Тоа руши и физички, руши и психички. И така постепено, како минеше времето, тоа мое место некако постојано еродираше и се намалуваше. Тоа дојде еден момент во кој што ми кажаа дека јас треба цело мое време, цела моја енергија да ја отстапам на оние луѓе со кои што јас работам, како што кажа Ана, на сите оние кои доаѓаат со некакви прашања кај мене. Психолошки совет,
прашање во однос на тоа како ќе се просветлат, пошто предавам јога, да жените на кои што им требаше простор и помош при породувањето и така натаму. И тоа ми го кажа човек на кој што сериозно му верував, многу пати, и така јас продолжив да го издавам моето место. И во еден момент сватив дека да бев лендлорд, јас ќе бев страшно богата. Затоа што на толку многу луѓе им го имав рентано моето место или делови од него, а јас всушност самата живеев и живеам под кирија или скоро како бездомник на моменти. Многу се суптилни тие линии кои може да го нарушат доживувањето на моето место на различни начини. Моментот кога првиот љубовник ќе ти каже дека ти него го изневеруваш всушност. Никад не си имала секс во живот, али го изневеруваш. Со тој некој си таму во Србија, затоа што не прокрваре првиот пат, ни вториот, ни третиот, ни петиот. И добро бре човече, на крајот на криштата се испостави дека му е мал и дека не е проблемот во мене, ама тоа беше супер причина за да може да ми го распарчува местото и понатам. Мислам, барем да беше за сексот, а и него го немаше, така да пичку материн. За Сонја. Или па ќе те обвинат дека всушност ти имаш хомосексуални тенденции. И тоа го прави љубовникот со кој што спиеш секоја вечер. И тоа навистина повредува. Навистина повредува и кога недобрата другарка ќе ти каже дека тоа што се обиделе некогаш да те силуваат или личело така, ти сега треба да го заборавиш. Што било таму пред 20 години, доста е сега, тоа што имаш проблеми во сексуалниот живот, нема врска. Не се понашај како мало девојче. И така, се додека минатата година не дојде смртта, јас не застанав и не сватив дека навистина нештата изгледаат сосема поинаку, јас навистина имам многу мало место и дека јас тоа мало место морам некако да го спасам. И почнав да се обзрнувам наоколу и ја фатив лопатата. Ја фатив лопатата благодарение на она мало девојче кое, еве сега прв пат јавно ќе се извинам на сите мои машки соученици во основно до 6-то одделение кои изеле ќотек од мене, пошто го јадеа многу. И благодарение на тоа девојче кој тогаш знаеше да се заземе за себе, јас сега можев да застанем и да изградам, да почнам да работам на еден нов став кој вика јебе ми се. Тој е еден српски концепт, изненадив кога сватив дека помладите генерации во Македонија, моите пријатели не го разбираат и го поврзуваат со сексуалноста и со сексуалниот живот, ама тоа е еден фин концепт кој ви дава еден простор на се што не ви одговара да му кажете двојче. Не ми се допаѓа, јебе ми се. Не си за мене, не е мој избор, јебе ми се. И после тоа сваќате дека со секоја таква јебе ми се, имате простор да си вратите дел од својата територија. Повторно да застанете на свое. И тогаш уште нешто сватив. Сватив дека ниту моето место е најважно на светот, ниту значи нешто за другите луѓе, а веројатно не значи многу ни за мене. И бидејќи јас доаѓам од Велес, од времето 90-тите години, кое пред кратко време баш го дискутиравме, во кое што гранџот и алтернативата и хеви металот и рок музиката правеа многу за овој град. Јас се израснав таму и многу ми е, тоа исто го еродира моето место кога оние групи, оние личности кои мене ме направија тоа што сум, сега веќе не функционираат и таа сцена, таа историја на овој град се изгуби, за жал, затоа што од нас се изродија многу луѓе кои денеска прават многу добри работи за ова место. Јас сакам само да се потсетам на јас упорно ги слушам Терапи, на пример, и они имаат еден многу фин стих кој вика You're gonna die anyway. Ќе умреме секако. И се едно. И за крај, една минута, само ќе ви прочитам една своја песна која ја напишав за овој настан баш. Моето место нема. Земја не е, ниту град, ниту столче во офис или во бар, ниту дел од асура. Моето место, простор не е. Моето место време не е. Не беше никогаш, ниту сега, не постои таму некаде, ниту тогаш некогаш, и не можеш да го згазиш, ниту да го раниш. Не можеш да го силуваш, ниту милуваш, не се чисти ни причестува. Моето место тело не е, ниту срце. Не е феминистички храм, не е исконска реликвија, ни психолошки конструкт, не е социјална заебанција, уште помалку постмодернистичка мастурбација. За тебе не е ништо, а веројатно ни за мене,
Зашто моето место е отаде светот и отаде векот. А јас, ете, будалесто, живеам овде и сега, целосно поклонички и тотално номадски. Многу важно и сосема беззначајно всушност и помалце емисарски, ширејќи го споменот на моето место. Се додека целосно не му се вратам. Теона. Фала ти многу, Даница. Од една страна, жанровски многу интересно, затоа што почна со бајка, па исповед и на крај заврши со поезија. Многу интересно склопен настап и сакам да кажам, треба голема храброст да се кажат работите што ги кажа и ти благодарам за тоа. И тоа е всушност поентата на ваквите настани и тоа се всушност женските приказни. Така што многу ти благодарам уште еднаш. Имам чест да ја представам нашата следна раскажувачка, Теона Митевска Стругар. Теона е една од ретките режисерки во Македонија, која што всушност го скрши мразот во тоа поле. Поврзана со Велес на незиниот филм Јас сум од Титов Велес. Јас се воодушевувам на Теона како некоја што навистина се бори за своето место во општеството и во уметноста. И сигурно ја знаете сега по големиот успех што го направи незиниот филм Господ постои, незиното име е Петрунија. И ви посакувам и го препорачувам да го погледнете филмот. Теона, повели. Добро вечер, Велес. Одамна не сум била тука и ми е големо задоволство да се вратам во Тито Велес, односно Велес. Јас вечерва мислам дека ќе импровизирам, спремив нешто сосема друго. Али, инспирирана од сите вас, ќе поделам нешто многу интимно и приватно. Не сум сигурна дека смеам, но некако се осеќам храбра вечерва да поделам нешто што има директна релација со моето место, оваа земја. Ќе ви раскажам една приказна од моето детство, кога имав 13 години, значи 8 оделение. Последна година од основна школа, ќе ги променам имињата ради приватност. Бевме тројца пријатели, јас, Мони, например Мони и Мими. Мони и Мими беа дечко и девојка, а јас бев нивна најдобра пријателка. И ние бевме така банда. Сега Мони почна да ја малтретира Мими, да. Значи јас беше груб и физички и психички ја малтретираше. Еден ден и придов на Мими и реков: слушај, Мими, мораш да се почитуваш самата себе си, не смееш да дозволиш никој да те омаловажува, најмалку да те тепа. Така да мислам, мораш да ја прекинеш оваа врска со Мони. И тогаш почна мојот пекол. Значи, 4 месеци пред крај на школската година помина вака. Секој ден јас и Мони се тепавме. Мони како маж беше појак и на крај ме натепуваше. Пред да ме истепа, ме вреѓаше, јас ке реагирам, како и да е, 4 месеци мене Мони ме тепаше. Јас одев во школа. Пеколот продолжи откако школската година заврши, затоа што у тоа време, не знам дали се уште се случува, одевме на екскурзија на крај на основна школа, одиш на екскурзија низ Југославија, тогаш постоеше Југославија. Ние идевме низ Србија. Што се случи? Мони одлучи да мене ме одвои од
сите други во нашето одделение. Значи, создаде воздушен простор од 4 реда на седишта помеѓу мене и останатите ученици. Никој не смееше да ми се приближи, а кога автобусот ке застанеше за да видиме некој си комунистички споменик, тој се стоеше на вратата и не ме пушташе да искочам. Јас ето тоа храбро го издржав. Зашто ви ја кажувам оваа приказна? Не да ви е жал за мене, не. Тоа не е воопшто поентата. Што е интересно е дека како средината реагираше. Значи, јас зборуваме за Песталоци. Песталоци е основна школа во центар на Скопје. Додека сето ова се случуваше, никој не реагираше. Мајка ми, татко ми, јас одевме кај директорот на школото, кај професорите, објаснувавме дека мене Мони нон-стоп физички ме тепа. Тие рекоа тоа ние ништо тука не можеме да направиме. Од прилика, татко му на Мони беше некаков си локален фраер, кој во тој момент беше во затвор, во Идризово. И никој не се осудуваше да ништо направи и да реагира. Втора поента. Како тоа на моите 13-14 години, какво влијание имаше врз мене. Значи, јас од своја 13-14 година правев се како да отидам, избегам од моето место. На 17 години бев многу амбициозна, ми се создаде шанса и си отидов од Македонија. Денеска имам 45 години. Јас 27 години бегам од моето место. Таа релација е многу интересна. Значи, тоа е љубов и па добро, и сакање и несакање од прилика. Затоа што сите мои филмови се случуваат во Македонија, се случуваат во Скопје, во Македонија, дали во Велес, дали во Скопје, дали во Штип. Јас 27 години се обидувам да ја разберам оваа средина, да ја разберам таа реакција на мојата средина, да разберам зошто човечкото суштество одлучува да се почини на физички појакиот и да не се бори за вистината, за рамноправноста и така натаму. Пред 2 години ми се случи слична ситуација. Повторно бев нападната од еден локален фраер. Овој пат политички подкрепен. И ден денеска ги чувствувам ударите. Значи многу, многу болеше. Но овој пат одлучив дека никогаш повторно нема да дозволам да подклекнам на силеџиите. И никогаш повторно нема да го напуштам моето место. Затоа што моето место е тука. Јас сум жена и моето право да бидам жена никој не може да ми го одземе. Моето право на мојот глас, слободата на изразот, никој не може да ми ја одземе, како и моето место, кое мене ми припаѓа. Толку од мене. Да, ова навистина беше храбро и да, точно е дека имаме тенденција, сите многу општества имаат тенденција да се солидаризираат со помокните страни, без разлика дали се физички или се општествено мокни или економски, како да е. Меѓутоа, токму во тоа, во спротивставувањето, во бунтот лежи цел потенцијал, кога конечно доаѓаме до тоа своја цврстина и своје место и кога можеме да дадеме отпор.
Ти благодарам те за оваа приказна, продолжуваме со уште една исто така многу храбра жена, овој пат од другата страна, одиме жена што се спротиставила на она што било во тој момент некој тренд или некое најголемо насилство. Тековно мислење и големо насилство. Да, некаде во 2015 година ли беше, почнувавме да добиваме вести дека починале 19 мигранти, 14 мигранти, татко и бебе од 1 година биле удрени од воз, додека патувале по железничката, по пругата, обидувајќи се да излезат низ Македонија и да емигрираат некаде во белиот убав и прекрасен запад. И некако нашата јавност, нити па органи, не беа многу потресени, велеа, тоа е кај нас законот не дава можност тие легално да поминат, па мора нелегално да поминат, и кога поминуваш нелегално, тоа ти е. Таква им била среќата. И толку на тоа ниво беше. А понатаму веќе почна доста и да се развива едно чувство на фобија од мигрантите, па по известни години се собира и потписи против нив на неколку места низ државата. И сега каде води оваа цела моја приказна, води кон Ленча Здравки, нашата следна раскажувачка, која што беше таа во 2015-та, што како една индивидуа што живее во близина на местото каде што поминуваат мигрантите, почна да им нуди хуманитарна помош. Многу луѓе преживеа токму поради без никакво барање за никаков возврат. Многу луѓе преживеа заради неа. Ленче овде не голема хероина од сите нас. Мислам, има добиено награда за своите хуманитарни дела, наградата мајка Тереза, меѓутоа мислам дека многу поголема награда е благодарноста и сите тие животи што ги има спасено. Повелете, Ленче. Благодарам, Ана. Благодарам на сите. Тоа е моето место. А моето место е баш тука, во моето место, со вас. Родена во моето место, судбина или не знам што, родена покрај железничка пруга, да растам и да пораснам покрај железничка пруга, па и ден денес да живеам покрај железничка пруга. Навистина е судбина некоја. Но сето тоа се случуваше почетоците на 2013 година, кога низ нашиот град, низ нашата држава си поминуваа момци, возрастни мажи, жени, инвалиди, со деца, со ранци, без ранци. Сите тие беа нечисти, смрдени, гадни, носеа заразни болести. Така ми велеа сите. Но што да правам? Јас морав секој дневно да се среќавам со нив, да разговарам со нив, да им ја покажам линијата, односно патот на каде треба да се движат за безбедно да стасаат, да им пружам некаква си помош, било каква, дали е тоа чај, дали е леп, дали е некое шалче или капа или било што, бидејќи тие беа видно парталави, скоро и да немаа ништо на нив. Така ја буткав 2013 година. Така почна и 2014 година. Но некако во моите домашни плакари како да снемуваше веќе облека и се друго што треба. Почнав да се обраќам кај многумина од вас. И ве има тука присутни. Но некако сите ми вика, жено, па ти си луда. Па ти дали знаеш кои се тие? Па тие носат оружје во нивните ранци, па носат заразни болести, па кој знае што може да ти се случи, па може да те силуваат, може да те нападнат, може да те оттепаат пред твојата куќа, дали си свесна што правиш. Но јас како се среќавав со нив секој дневно, како разговарав,
не ми оставаа таков печаток, а во подсвеста си викав, може ли да ми се случи нешто? Но сите тие што ми викаа што правиш, некако од тука влегуваше, па од тука излегуваше. Јас морав да им се најдам на патот. Тие беа мртви, уморни, отепани, малтретирани, низ нивното патешествие кое го минат, нивните нози беа во длабоки рани, нема обувки, нема чорапи, нема ништо на себе. Живи голи. Ја избуткав и 2014 година. Со тешкоти, со многу тешкоти. Побарај од овој, побарај од оној. Некој ти вика имам, ама не давам јас за тие луѓе. Тие се терористи, тие ќе те нападнат, тие сите ќе дојдат ќе не нападнат нас. Па дури почнаа да се шират гласини во моето место, дека мене некој ме плаќа за сето тоа. А кој тоа ме плаќа? Исил ме плаќа. Да, јас сум платена од таму за нив да ги пречекам и да им дадам топол чај. Кога почнаа тие моабети да се шират, мажот ми еден ден ми вели, жено, кај ти се парите? Исил што ти ги праќа. Приказките се ширеа по социјалните мрежи, по телефон ми ги кажуваа и така натаму. Помина 2014, 2015, тешкоти, веќе возот почна да зима жртви, катастрофи, тоа пред моите очи, на 5 метра пред мене или зад мене. Секој ден нова жртва. Никој не сака да се разбуди, никој не сака да стане. Но јас верувам дека во моето место и моите сограѓани дека сето тоа може би го зборувале и го правеле бидејќи не биле доволно информирани. Сигурна сум во тоа. Во 2015 се случи најголемата катастрофа, кога во еден момент возот зема 14 жртви. Млади, деца, малолетни, од 12, 14 и 16 години. Се случи што се случи, погребани се во Велес, веќе успеавме после толку години да најдеме и 3 нивни семејства, што за мене од една страна е тага, но од една страна е радост. Барем да знаат нивните мајки каде да плачат и да тажат. Е тука Македонија и моето место се дигнаа на нозе. Моето место веќе стана стожер на хуманоста, стожер на се друго, бидејќи разбраа кои се тие луѓе. Разбраа дека не по своја вина ги напуштиле своите домови. Разбраа дека тие се луѓе исто како мене, како тебе, како вас, како сите нас. Тоа се образовани луѓе, млади момци, млади дечки, цели фамилии, мајки со мали деца, кои до вчера имале комотен живот и во еден миг вивнува се во воздух. Затоа сум денес горда на моето место. Бидејќи моето место е тука. Горда сум на сите оние што секојдневно ме посетуваа и до ден денес ме посетуваат, да ја донесат својата донација, својата заостаната гардероба, нешто храна, нешто обувки и било што друго. Да дојдат, да ме побараат, да остават пред мојата врата и да ми кажат
кога ќе поминат бегалците, дај им, греота се. Но луѓето во моето место сватија. Јас секој ден раскажувам и кажувам кои се тие луѓе. Тоа се луѓе кои животот ги натерал да побегнат. Тие тргнале, пешачат со месеци, со денови, па и со години пешачат. А не знаат каде ќе стасаат. Многу е тажно и жално што тргнале и избегале од војна, а ќе загинат во една мирна земја. Многу често они знаат да кажат: да, таму бргу се умира, во Сирија, но овде постепено умираме. Затоа горда сум на моето место. Јас знам дека голем дел од нив, може би, ленче нема да ја памтат секогаш. Но тие кога ќе пристигнат кај мене, на мапата им го заокружувам градот Велес. И посебно ме радува кога ќе кажат: good people from Macedonia. Good people from city Велес. Тоа ме радува, бидејќи тоа е моето место. Мене, да, нема да ме памтат. Но сигурно ќе ја памтат една мала земја, Македонија, која е топла, која е хумана и која му покажа на светот дека умееме да се справиме со хуманитарна катастрофа само ако имаме добра организација. Да, пак ќе кажам, мене може нема да ме памтат, но таа мала земја секогаш ќе ја памтат. И градот Велес ќе го памтат, верувајте. Бидејќи им е заокружен на мапата која им ја давам. Знаат често да се јават откако ќе пристигнат и да се заблагодарат не само мене, да се заблагодарат на сите вас. Бидејќи дел од вас ги среќаваат кај мене, се запознаваат со нив, разговараат, разменуваат искуства, живот и се друго. Јас сум сепак горда на моето место, бидејќи тука е моето место. Во поддршка за бегалците. Ви благодарам. Епа и ние сме горди, Ленча, на вас. Може само на крајот прашањата, затоа што не е тако форматот на вечерта. Ви благодариме. На крај и ќе можете да разговарате со гостинките. Фала многу за интересот. Сакав да кажам дека ова покажува како индивидуалецот всушност може да го смени општеството. А исто така го става во фокус на прашање Ана што го постави преска. Тоа е колку што се случувало со жените во текот на сите овие скандали кои што ги спомнати преска. А сега одиме во едни други води. Ќе ја представам Теа Шалдева. Теа Шалдева исто така функционира во една прилично машка индустрија, музичката. Таа е една од ретките музичарки на нашата сцена, поготово тие што се бават со електронска музика. Теа има издадено свој албум Метропол, ви го препорачувам, во издание на PMG Recordings. Самата беше дел од PMG колектив, а сега си тера соло кариера и имаше некои други проектчиња што се одлични. Исто така работи како диџејка. И како таква стварно и се воодушевувам на Теа исто заради незината моќ да опстои во една таква доста тешка атмосфера. Така што Теа повели. Фала, Румена.
кога сме баш за преживување и обстојување во предоминантно машка индустрија, да речеме, што не е дека мажите се криви што се дела таа индустрија, него едноставно во моментов тоа е ситуацијата. Причата моја беше од моето детство, од основно, како и во секое друго основно, и во моето имаше една банда деца што беа најкул, беше составена од тие што бегаат часови, тие што отворено пцуеа професори, тие што беа лепушкасти дечки, што уплавите очи сакаш да им пропаднеш и никогаш да не си одиш. Не знаете, тие банди кај што девојчињата се бујни, едно сабајле се будат и опа, однаш си жена, мене тоа сабајле никад не ми се деси до ден денес, као тоа е едноставно не се разбуди в тој ден, ама како и да е од причини добро познати на секој што бил тинеџер во Сово и нормално дека сакав ја да ми биде местото таму, иако по ниеден основ не ми беше. Јас како бубалица што се плашеше да бега од часови, што учеше баш многу, што мајка ми ја шишаше косата, тоа ужасно изгледаше, што не се разбуди тоа сабајле што го зборев, што носеше тегли, цвикери, петка, диоптер, катастрофа, некако светот стварно не припаѓаше во таа банда во која толку ја многу сакав да бидам таму, као да бидам дел од кул децата. Во секој случај имав една комшика, една другарка што некако тотално бевме различни, она си имаше разбудено тоа сабајле. Кај што стана бујна, знаете, имаше пирс на јазик, многу беше кул, све беше супер со неа и нормално незиното место беше таму. Немаше никаков проблем, али многу ме сакаше мене и ме носеше со неа некојаш. Седевме на лулашки позади школа, се пиеше, се пушеше страшно на 13-14 години, се лапаа луѓе по клупи. Невидено, онака, вау, моето Шангри-Ла моментот, као, иако немав никаков дел у тоа, него само бев нем наблюдувач, ама добро, окей, тоа е нешто. Во секој случај еден ден доаѓам у школа и очигледно е дека има некаков шуш-буш за мене, некоја зафрканција што очигледно не го гледам крајот, али до голем одмор се дознава што е, пошто нели не може. Имаше еден дечко што го викаа Матрикс, он, не знам како се вика до ден денес, поздрав како ме види на YouTube, он изјавил предходната вечер гордо пред батињава фрајери дека многу сака да се смува со мене, што било сочекано, со грмогласна смеа, мислам, боже мој, некако. И као, да бе, да, тука да ми ја одбрани честа било, да бе, да, знам дека е многу ружна, окей, али, нормално што доаѓа, паметна е и е многу фина. Значи, тоа е тој ружните девојчиња што не се разбудија бујни беше. Знаеш, окей, ама има добра душа и паметна е, уреду е, знаеш, седи од страна, така да заслужува да ме баци. И вау, страшно, не се деси тоа, не беше ме прв бакнеш, фала Богу. Иако беше причекано, као бе, шо ти е, дали си нормална, некако прифати го, како теки, као no-brainer е ситуација, како кој друг би го предложил. У секој случај, поентата не ми е, леле, I was bullied at school, окей, мислам и тоа ми е веројатно се страшно. Али, што ме на тие два збора на Матрикс, фала му уште еднаш, паметна е и фина е, бе, брат, значи, долго време ги земав како своји оружја за да се снајдам во предоминантно машко друштво, како што натаму одеше мојот развој и живот, генерално повеќе се дружев со машки од некоја причина. И секогаш бев батето, значи што е секогаш што разбира, што се зеза како браќата, што е паметна, значи, батиња сме ние, ако некој те увреди, батиња сме, што има врска. Зашо е тоа поврзано со моето место? Заради тоа што јас тој булинг или тој муабет си го направив комфортно место во главата, каде што си мислев дека ми дава место во овој свет, место меѓу луѓето, меѓу мажите нека биде, али генерално меѓу луѓето. Мислев дека тоа е моето оружје, а всушност оружјето беше само против себе. Заради тоа што привидната финоќа и манипулирањето на луѓето не ти даваат никакво оружје, им го даваат на луѓето оружјето против тебе, на мажите, нека биде. Поентата е дека таа мала теа со фиксна и со ружна коса и со цвикери си направи едно блатце кај мене во глава, си направи место кај мене во глава, каде што се уште нема излезено таму, дефинитивно не можам да се пофалам со таа доблест, ама барем можам да зборувам за тоа.
И секогаш ме тераше дека ако се вратам на тие начелни две правила што ги кажав претходно во причата, ќе има место меѓу луѓето. Што е страшна глупост и страшно ја до перверзни рамки ја однесе мојата визија за себе и мојата визија каде треба да припаѓам, кој е моето место. Тоа е мојата приказна, фала ви. Благодариме теа за овој и вовед во твојата адолесценција мал, а и за тоа за како изгледаат новите генерации. Ние што сме малку постари, некако ова сето ни е екзотично, малку чудно и многу ни интересно да слушаме. Така што чекаме втор дел. Кој ние? Некој непознати. Добро, продолжуваме со нашата последна раскажувачка за вечерва. Тоа е Далиборка Златева. Таа е дипломирана економистка, исто така велешанка, активистка и хуманитарка, активистка за права на човековите права на лицата со попреченост, долгогодишно активна во невладиниот сектор и председателка на Сдруженијето на лица со церебрална парализа, а инаку вработена во АД Македонски пошти. Повели. Благодарам, Мана. Добро вечер на сите. Верувам дека поголем дел од луѓето кои што сте вечерва овде ме познавате, ме знаете, што по невладиниот сектор, што од телевизија, што од пошта. Со скоро сите од вас имам сретнато и сме направиле некаква комуникација. Јас на почетокот првин ќе зборувам која сум јас, која е Далиборка. Добро ме представи Ана дека сум нели борец за човекови права и човек кој што еве сака да го смени светот во кој што живеат лицата со попреченост. Оваа задача најверојатно Бог ми ја дари давајќи ми го мојот син Мартин, кој што веќе 11 години за жал е починат. Меѓутоа од моментот кога дојде на свет и кога ги видов неговите очи и кога го фатив во своите раце и кога сватив со какви проблеми ние ќе се соочуваме, јас знаев дека понатаму во мојот живот мојата определба ќе биде токму тоа, дека додека сум жива, додека мрдаат моите раце и нозе, додека диши мојата душа, мојот организам, целиот свој потенцијал, целата своја енергија ќе ги дадам токму таму, за нив, за лицата со попреченост, кој што верувајте денеска во мојот живот ги имам многу. Еден мој близок пријател, губејќи го мојот син Мартин, така во еден неврзан разговор, јас велам, го изгубив мојот син, да, еве, работам за многу луѓе, тој мене ми вели, немој да бидеш тажна. Ти го изгуби Мартин, меѓутоа тоа што работиш за толку многу лица со попреченост, ти донесе толку многу деца. И верувајте, на мојот животен пат, во овие мои 22 години активизам на тоа поле, на полето за лица со попреченост, ми донесе многу деца. За тоа колку вредам јас како човек, колку сум направила на тоа поле, колку сум постигнала воопшто да го сменам светот во кој што живеат лицата со попреченост, доволен доказ ми е нивната љубов, нивното внимание и тоа што тие ми го даваат секојдневно. А верувајте, ги има многу. Во мојот живот до сега сигурно имам сретнато повеќе од 2-3 илјади лица со попреченост. Во нив јас не гледам пречка, во нив јас не гледам како луѓе кои што се оневозможени или не можат нешто да направат. Гледам оневозможеност во општеството кое што не им дозволило доволно да се искажат или да бидат активни партиципиенти во него. Гледам пречка во тоа во објектите, гледам пречка во институциите, гледам пречка во директната релација помеѓу нас како луѓе, што треба да направиме и колку треба да се смениме за нив, да не ги гледаме со поинакви очи, туку да ги гледаме рамни на нас и еднакви со нас. Тоа е еден дел од мојот живот, значи, кој што го посветувам на мојот син Мартин и на сите лица со попреченост. Меѓутоа, на тие спомна и Зелената коалиција, спомна загадувањето во Велес и сите тие работи. Јас, еве, сакам да се представам дека сум и дел од Зелената коалиција, дел од тие 7-8 луѓе кои што ревносно се боревме за да биде затворен тој голем гигант. Тоа децениско загадување и труење на населението во Велес и воопшто на целата природа околу градот, еднаш за секогаш да му ставиме крај. Борбата не беше воопшто лесна.
Навистина имаше најразлични притисоци во тие години на борба додека траеше самиот процес. Меѓутоа ќе кажам дека Зелената коалиција мене лично, како човек, ме направи многу похрабра, многу поборбена, заради тоа што сватив дека доколку си поставиме некаква цел и доколку се насочиме кон таа цел, навистина може да се постигне успех. Со вас овде сакам да го споделам еден момент, тоа е 9 ноември, денот на ослободување на нашето место, на нашиот Велес, на нашиот револуционерен Велес. Меѓутоа 2011 година, кога се случи најголемиот, најмасовниот еколошки протест воопшто на Балканот, кога испаднаа 20.000 граѓани да кажат не на тоа загадување. И сега ќе ви ја доловам сликата. Протестот требаше да се случи на Сермале, нашето познато Сермале, значи кај Јаворот, и се собравме невладините активисти од Зелената коалиција, дојдоа телевизии, дојдоа радија, дојдоа еден куп значи медиуми да го проследат настанот, беше поставена сцената над сегашниот хотел Интернационал, тој дел сега кај што се наоѓа хотелот и ресторанот беше празен, беше огромна празна тераса, беше предвидено таму да стои озвучувањето, ние од Зелената коалиција таму да застанеме и да се обратиме. И дојдоа медиумите и меѓу медиумите македонска телевизија, ајде кој ќе зборува и ми велат мене колегите од невладиниот сектор, ајде дали Борка, па јас бев вчера, некој друг бил предходниот ден, ајде испадни сега ти кажи што мислиш, и ме прашува водителот, вика што мислите што ќе се случи, а тоа беше, протестот беше закажан во 17 часот. Тоа беше 5 минути до 17 часот. Луѓе на Сермале, тури збери, што да ви кажам. Да, знаете колку малце луѓе. И јас викам, не знам што ќе се случи. И само ме прашува што мислиш, викам, јас мислам дека ако Велешани се за здрав живот, за чиста животна средина, и ако сакаат нашиот род да продолжи, би требало сите да бидат тука. И денес да дојдат тука, и денес да го положиме испитот на тоа дали ние треба да обстанеме како луѓе или не треба да обстанеме како луѓе. Оти верувајте, навистина тажни беа сликите да се гледаат од сите тие малформации, од многу голем број на луѓе заболени од канцерогени заболувања и сите тие работи. И верувајте, само што го докажав тоа, кога почнав да се вртам да видам што се случува, народ река од сите страни. Тоа чувство никогаш нема да го заборавам во својот живот. Заради тоа што, верувајте, беше највеличенственото нешто, најубавото нешто што сум го доживеала во мојот живот. Реката од народ беше толку многу голема, што кога ние тргнавме од Сермале, а јас стоев на банерот, топилница никогаш повеќе, пишуваше на него, како тргнавме со банерот, стасавме до топилницата, луѓето некои од Сермале се уште не беа тргнати. Ви се верува, а тоа е еден така голем пат што требаше да се помине, и во знак на тоа време, а тој ден, морам да го споделам и ова со вас, ја добив благодарницата за хуманост и хумано работење за лицата со попреченост. Тоа е белегот мој личен и тоа е моето место, тоа е мојот Велес, кој што, ете, во тој момент, за мене тој 9 ноември беше најубавиот 9 ноември до сега можеби во мојот живот. Сега и би сакала, значи, да порачам таа револуционерност, таа борбеност, таа истрејност никогаш да не попусти нас Велешани. Зборуваш Ана за тоа кој е Велес во минатото и што се случувало во минатото. Значи, Велес е еден музеј под отворено небо, каде што распостлан од двете страни на реката Вардар, ќе можете да ги видите сите тие убавини кои што се протегаат. Значи, град во кој што израснале многубројни културни дејци и револуционери. Градот на Коста Солев Рацин, значи, на Васил Главинов, на Коле Неделковски, на Рајко Жинзифов, на најдобриот неимар на Балканот Андреа Дамјанов, најубавите цркви кои што се наоѓаат тука. Ете, тоа е моето место, од тука ние сите ја црпиме енергијата и понатаму што треба да правиме и колку треба да допринесеме за овој град. Жална е, значи, ете таа поновата историја со загадувањето и со сите овие работи кои што ни се случува, но Велес се уште диши во минатото. Сега јас малце сакам да ве вратам во тоа минато и тоа какви биле жените и што се случувало со нив во минатото. И постои една песна Сер без домка,
која што сакам ете овдека малку да ви ја запеам, мотив ме бидува за пеење, иако татко ми кога се охрабрив некаде на мој 13 години да тргнам во тие музички водиот и верувајте, во градско додека живеев до мојата 10-та година, на чешмата секоја вечер си пеев песни, комшиите наутро ќе ми речат Далиборка пак пееше, пеев, многу сакам да пеам, или на тутун која ќе не однесеа да го садиме тутунот, јас ќе им пеам, а тие сите ќе садат тутун и така одеше некако работата. Меѓутоа, еве сега сакам за Сер без донка, која била Сер без донка. Значи, се посврши, Сер без донка, се посврши, Сер без донка, тра-ла-ла-ла-лай-ла-лай-лай-лай, Сер без донка на Јаричкови, тра-ла-ла-ла-лай-ла-лай-лай-лай, Сер без донка на Јаричкови. Се собраја комшите, се собраја комшите, тра-ла-ла-ла-лай-ла-лай-лай, комшите, другарките, тра-ла-ла-лай-ла-лай-лай, комшите, другарките. Зашто, драги мои, ви ја испеав оваа песна, заради тоа што во минатото женските девојчиња немале многу избор што ќе прават во својот живот, туку едноставно нивните семејства, односно нивните родители одлучувале каде ќе се мажат, за кого ќе се мажат и како ќе продолжи нивниот живот. И сега ја вака кога испеав песната и се враќам на тој момент кога родив мојата најпрекрасна ќерка, Миријана, која што е тука, и ја родив, се освестив после анестезијата и сите тие работи, ми велат имаш ќерка, нека ти е здрава и жива, и јас се само застанувам така и во тие тешки моменти можам да кажам, викам, велат, нели, кога се раѓа женско и стреите плачат, и си велам, дали мојата ќерка, дај Боже да има подобра судбина од мојата, сите стари, нели, така велат дека кога се раѓа женското чедо и стреите плачат, меѓутоа јас не мислам така. Во нашето семејство, ние сме 3 ќерки на мојата мајка и на мојот татко, и горда сум, јас верувам дека и тие се горди, што имаат 3 прекрасни ќерки, такво прекрасно хармонично семејство. Јас си ги сакам моите сестри и верувам дека и мајка ми и татко ми се горди на тоа што одгледале 3 прекрасни ќерки кои што им донесоа толку многу внучиња. И нели, машките се мешаат со женските, па така и мајки женски ки имаме и машки деца. Сакам да кажам дека ако во минатото на Сер без донка не е било дозволено да се омажи за кого сака, на денешницава се уште се соочуваме со такви проблеми. И тоа теа што го кажа дека никогаш не се разбудела така бујна, јас себе сакам тоа да го споделам со вас, значи јас се разбудив бујна уште од 9-та година. И тој проблем со моите гради и тоа како изгледаш во текот на животот се случувало многу пати. Прво нешто со кое што сум се соочила и кое што сметам дека не треба да го имаме во нашето општество и женските девојчиња не треба да го преживуваат, е практично злоставувањето од повозрасните луѓе. Мене конкретно тоа ми се случи, значи професорот по музичко да те допира по телото и сите тие работи, преживеав и таква голгота во мојот живот, меѓутоа ревностно да се изборивме со тоа. Вториот момент кој што сакам да го споделам со вас, на моја 14 годишна возраст, ја таква каква што ме надарил Господ, се облеков во широки траперки, фармерки, си облеков некое боди кое што беше така декултирано, каде што можат градите да дојдат до израз. Тргнавме со другарките, порано тоа се велеше кај нас во Велес и до денес се вика во чаршија. Значи излеговме да се прошетаме. И малце повозрасен човек, на сигурно негови веќе 30-40 години, возрасен за мене, заради тоа што јас сум била дете од 13-14 години, толку вулгарно се однесе спрема мене, односно проговори кон мене, кај си тргнала со тие цицките градите, гледај каква е, не знам што, верувајте мене, јас во животот, во наредните мои 5-6 години не ми текна повеќе да се облечам така. Меѓутоа, мојата мајка, која што е така голем борец за женските права и која морам да ја спомнам во оваа прилика, секогаш ме велеше и
тоа го памтам и го практикувам, значи тоа што е добро и што е на тебе, треба со гордост да си го носиш. И немој да се срамиш од твоите гради, тие тебе ти се украс и треба да си ги носиш. Така да јас со гордост си ги носам, си ги сакам. И повеќе не сакам да се сеќавам на тој грд момент од тој еден наш сограѓанин кој што се однел некултурно. И последната случка која што сакам да ви ја раскажам е од утринава. Точно пак на Сермале, одам на кај судот да завршам некоја работа, зборувам во меѓувреме на телефон, ќе биде малце ова поексплицитно, ама морам да го кажам. Значи, не можам да издржам ако не го кажам. Господја преминува улицата, таксистот се паркира и он како се паркира не ја гледа неа дека она поминува, додуше и она не беше во право, не мине на пешачки, меѓутоа во моментот ќе ја удри и она му вика него, па пази, нели гледаш каде возиш, ќе ми изгазеше за малце, Бог да чува и да брани. И тој ни две, ни три, верувајте ми, човек на некој 60 години, излегува од таксито, си ги поднаместува панталоните и вика, да теба му газ, да ти го турам, уста смрдло една. И јас застанувам како што разговарам на телефонот, не можам да верувам дека од устата на тој човек излегуваат такви зборови. Не можам да сватам кога мажите воопшто се обраќаат кон жените со такви зборови. Сакам да исчезне таквото нешто. Сакам да исчезне, можеби, тортурата од страна на мажите кон жените и на жените кон мажите, да ми дадеме малце породово рамноправни и те да имаме еден подобар заеднички живот. Да не должам многу, ќе завршам за тоа која е жената, која била во минатото, во 3-тиот, во 4-тиот век пред нашата ера, која била жената во поблиската историја и која е жената што ќе биде во иднината. Ќе ви ја прочитам химната за Изида, која што е најдена во Наг Хамади, и таа вели вака: зашто јас сум првата и последната. Јас сум воспевана и презрена. Јас сум проститутка и светица. Јас сум сопруга и девица. Јас сум мајка и ќерка. Јас сум рацете на мајката. Затоа, драги мои, почитувајте ме секогаш, зашто јас сум соблазлива и величенствена. Јас сум жена. И па тука некаде привршуваме. Ти благодариме, Даница. Ова исто беше така доста жанровски распространето. Морам да кажам дека прв пат добиваме пеење. Леле, дали Борка, Даница кажав, извини. Се извинувам. И памтам заради Борка, дали Борка, така што не би. Како и да е, уште еднаш благодариме за ова навистина разноврсно раскажување. Па со ова ја привршуваме вечерта. Беше доста интересно, имавме многу различни приказни вечерва. И многу од нив се поврзуваа на оној контекст што ние го зададовме, а исто така се надврзуваа една на друга. Ви благодариме многу на сите што дојдовте и што раскажувавте. Навистина е потребна храброст за ваков тип на раскажување. Так. И пред да го затвориме настанов, да се заблагодариме на нашите партнерки прекрасни од ТИТ, кои што се реално нашите раце и нозе. Да, Јана и кои што всушност се ни организираат, за да можеме ние вака убаво да се представиме тука. И да кажеме дека настанот се остварен со поддршка од шведската фондација Квина тил Квина. И нив многу им благодариме. Благодарно секако до техничката екипа и до театарот. Да, до театарот фала многу за гостопримството и за техничката екипа, за се. Фала ви на сите што дојдовте. Еден аплауз за сите. Како ме слушате? Може да споделам што осетив денеска? Оти многу ме боли овде. А во моментот кога ова не мора да биде и после во видеото, не е битно. Во моментот кога господинот излезе и почна да излегува и кога застана тука, многу се исплашив, затоа што е позади мене со стап. Сериозно. Така што Јас се исплашив, добро. Не, мислам, ама многу е поинаку затоа што си викам вака, ако му се завртам, ако не се, тоест ако стојам вака и само чекам, пошто он треба да го игнорираш за да си оди. Ама стои позади мене со стап и страв ми е. Ама ако се завртам и го гледам, тоа му дава можност
Нели, он сака сега да зборува и да ни кажува колку не чиниме и како на мажите не сме им дале простор, што беше поентата. Така што, мислам, и ова искуство и влезе во тоа што правиме ние во Пичприч, благодарение на тоа многу ме боли главата. И сакам, ми се стигна од страв, мислам, интересно е телото како реагира. Зборувавме и за тоа жени во јавен простор и слично. И сакам, Калина, ти се заблагодарам, ти многу е тешко после таков тип на настан да зборуваш така елоквентно и средено како што го направи тоа ти. Да. Така што... Да. Никогаш до сега вака овде. И после кога влегуваа луѓе, цело време, викам готово, сега ќе дојде ме утапа. И така. Добро, ви благодарим уште еднаш за присуството. А чекај само, за каснije овие од Скопје што дојдаа. Од кои што не се баш скопјани, што е најинтересно. Цела Македонија касни. Да, ете тоа. На многу аспекти. Фала ви многу стварно за се ова и за сите приказни, за вашето присуство и за сите ви што се довлечкавте и до тука исто. И така, се гледаме друг пат. Некој друг настан. Да. Фала многу. Чао.